Источниот регион не е имун на мигрантската криза, а криумчарењето мигранти е нус појава која видно е забележлива и во овој дел од државата. Според податоците на регионалниот центар за гранични работи Исток, Штип, Берово, Свети Николи и Струмица се градовите од каде доаѓаат евидентираните прекршители на членот 418 за криумчарењето мигранти. Најголем дел од нив фигурирале како диви такси превозници. Конкретно на подрачјето на општина Делчево до денес не се има пројавено. На подрачјето Берово, Струмица, Штип, Свети Николе имаме откриено кривично дела по член 418б криумчарење мигранти. Најчесто се превезуваат од страна на таксисти и диви таксисти, така наречени диви таксисти кои не поседуваат ниту лиценца, истите се обидуваат на тој начин да заработат одредени мали финансиски средства. Ние работиме веќе 5 години, не сме имале таков пример за превоз на мигранти преку граница. За во другите градови што слушаме од телевизија, тоа е. За да се превенира појавата на криумчарење мигранти, регионалниот центар за гранични работи Исток со седиште во Делчево и Делчевската полициска станица ги информираат такси превозниците со потенцијалната опасност која што ја носат мигрантите, но и апелираат до сите граѓани доколку забележат лица кои бараат азил, тоа да го пријават на телефонскиот број 192 или во најблиската полициска станица. На тој начин ќе бидеме и хумани и по целост нема да дозволиме да дојде до пренесување на разноразни заразни болести кои што се потенцијални жаришта од страна на лицата кои што илегално ја поминуваат државната граница. Најголем дел од мигрантите кои на нелегален начин се обидуваат да транзитираат низ државата се од Пакистан, Бангладеш, Мароко и други земји. Истите по нивното фаќање за документирање се префрлаат во прифатниот центар за странци во Газибаба, Скопје. На состанокот на Советодавната граѓанска група беше представен и новоотворениот центар за превенција, кој започна да функционира во речиси сите општини од Истокот, а во кој веќе се забележани и првите поплаки од граѓаните. Граѓаните обично пријавуваат проблеми околу уличното осветлување, потоа околу сообраќајно, паркирање на возила и околу шумските кражби. Значи тие се најактуелни прашања кои граѓаните поставуваат. Инаку состанокот на Советодавната граѓанска група беше во организација на полициската станица Делчево, а учествуваа и претседателите на местните заедници од Делчево, како и представници на институциите на локално ниво.